Добре дојдовте и добар ден, драги пријатели. Моето име е Јосиф Дамјанов. Денеска имаме супер епизода и одговарам на прашање од една наша драга пријателка Драгана, која што ми исконтактира во инбокс на Инстаграм, ако не се лажам, али да го погледнеме прашањето, па ќе дадам свој одговор. Јосиф, што подразбираш под терминологијата здрав сендвич и правилна исхрана? Драгана, фала ти за прашањето и искрено одлично прашање од причина што знам дека конкретно и јас можеби ако некој од вас е подолго време со овие епизоди и ги следи овие нешта, често зборувам за балансирана исхрана, за правилна исхрана, за здраво и правилно и така натаму. И знам дека многу луѓе, не само поради оваа епизода, туку поради многуте статии кои што ги читаат, можеби поради многуте информации кои што се пласираат на медиуми, дали се тоа пишани, дали на телевизија, дали на радио, затоа што веќе е тренд велнесот, здрав начин на живење, активен начин на живот, можеби создава конфузија и збунетост во глава фактот дека зборуваме за па треба исхраната да ти биде здрава, па треба да ти биде правилна, па што е здраво, па што е правилно и така натаму, и те разбирам и супер што праша и ќе ти дадам некоја аналогија и некоја логика на сето ова. Ако ме прашуваш конкретно за здрав сендвич, не се работи дека треба сега јас да измислувам нешто ново. Туку се работи за можеби сендвич кој што или ќе го купам ако постои од маркет, или најдобро можеби ќе си го направам дома. И под здрав сендвич подразбираме дека прво, лебот кој што можеби ќе го сочинува тој сендвич би требало да биде леб кој што е интегрален или можеби тонус, бидејќи зборувавме пред некоја од епизодиве дека тонусот е супер опција и е одличен леб. Од друга страна, тоа што можеби би ви ставиле во тој сендвич, односно што јас би ставил, една од опциите која што исто така ја кажувам и ги советувам луѓето со кои што работиме, да можеби тоа биде некакво парче зеленчук, дали неколку можеби парчиња зеленчук од типот марула, патлиџан, крставица, пиперка, било што, и можеби некаков извор на протеини, а тоа е можеби јас би ставил можеби фета сирење, козјо сирење, би ставил урда, можеби би ставил туна, можеби би ставил некакво парче тенко месо и така натаму, значи тоа се подразбира под здрав сендвич. Повторно, она што можеби денес го има во сендвичи, како намази, кетчапи, мајонези и така натаму, би го тргнал и би ставил можеби некаков намаз од, не знам, некој да речеме, би ставил песто, би ставил можеби би ставил малиџано салата, можеби би ставил некој вегански намаз и слично. Значи има опции, само работата е да се тргнам од опциите кои што сега ми се достапни и кои што во мојата глава ги подразбирам како сендвич, како тост и така натаму. Има начини како тоа да се направи. Прва работа која што ти реков е лебот да го смениш, втора работа е да состојките внатре. Не е тоа дека нешто сега треба посебно да биде, туку едноставно да најголемиот проблем мислам дека во сендвичите се леботи и втора можеби помфрити, не ради компирот, туку на начинот на кој што се прави, и трета работа додатоците кои што се кетчап, мајонез и слично. И второ нешто што знам ме праша е што подразбира терминологијата правилна исхрана. Терминологијата правилна исхрана подразбира дека не треба да исклучиш се од исхраната за да изгледаш добро. Терминологијата правилна исхрана подразбира дека не треба да веќе не јадеш благо, не јадеш теста, не јадеш пица, да не пиеш алкохол и така натаму, туку правилна исхрана по мене не подразбира исто така и да цел ден бидеш на овошје, цел ден бидеш на зеленчук, туку правилна исхрана за мене значи да го почнеш денот добро, односно да гледаш да има оброк кој што ги содржи сите нутриенти од витамини, минерали, шекери, добри јаглехидрати, протеини, здрави масти, да имаш оброци на 3-4 часа, и на тој начин, имајќи ги тие оброци, најверојатно ќе почнеш да ги избегнуваш овие junk food опции, затоа што телото нема да има потреба од брза енергија и да се тресе телото за да ставиш некаков брз шекер. И повторно тука знам дека ќе се јави дилемата, ама добро, што е тој добар појадок, што значи да имам здрави масти, што значи да имам добри јаглехидрати, али би одземале 2 дена ако почнеме да се објаснуваме за тоа. Затоа постои чичко Google.
пиши healthy fats, пиши здрави масти, пиши healthy carbohydrates или пиши здрави јаглехидрати и ќе ти извади многу опции и почни да практикуваш нешто од тоа. Ако можам некако на друг начин да ти помогнам и да ти дадам конкретни совети, најверојатно тоа нема да биде преку Instagram чат и најверојатно нема да биде преку овие епизоди, затоа што и на крај на денот се работи индивидуализирано за секој човек, од причина што секој од нас има различен биоритам, има различни цели и различни потреби за калории, храна и слично. Но ако генерализираме, тоа е она што јас би го кажал и повторно не е ништо комплицирано, само е работата да создадеш редовност во исхраната и да почнеш да размислуваш на можеби други продукти, да почнеш да не го користиш тоа што до сега и самата си свесна дека не е во ред. А за тука завршуваме. Фала ти уште еднаш за прашањето, Драгана. И на сите вас ви посакувам здрави животни навики, убав ден и се гледаме во следната епизода. Чао!